Благодарам. Овој амандман го предлагам втор пат, значи втора година поред. Со овој амандман бараме изградба на булевар Климент Охридски во должина од 1,8 километри и ширина од 7,5 метри. Сегашната ширина е 6 метри, со 2 коловозни ленти, централно зеленило, тротоари и електрично осветлување. Зошто го бараме овој амандман? Овој амандман е од големо значење не само за Струмичани, туку и за целиот исток и југоисточна Македонија, бидејќи ова булеварско решение е дел од транзитниот пат и низ него поминуваат од истокот граѓаните на Републиката кои патуваат кон Грција, од југоистокот кон Бугарија кои патуваат и Скопје. Градот се развива од едната страна на овој транзитен пат, растат и се развива индустријската зона со многу индустријски објекти, а од другата страна на транзитниот пат има стамбени објекти. Исто така, учениците од околните села, тоа се Куклиш и Градско-Балдовци, кога посетуваат настава во основните и средните училишта, минуваат низ овој дел на транзитниот пат, нема тротоари, а патот има голема фреквенција. Така да, нерешавањето на овој проблем и неизвојувањето на средствата, бидејќи општините имаат навистина натрупано потреби од капитални проекти, бидејќи многу години наназад нема инвестирано, па поготово во Струмица, имајќи во обзир дека локалната власт тамо е 18 години, а локална и централна власт заедно 7 години, и за тие 7 години, ама ниеден капитален проект нема реализирано. Не само во Струмица, туку и во целата држава. Сведоци сме дека се издвојуваат средства за капитални трошоци, за овој буџет е 790 милиони евра, при мегаломански буџет од 5,5 милиарди евра, а нема реализирано ниеден капитален проект. Истите капитални проекти се предлагаат и во сите буџети, ако земеме наназад 6 години, а нема реализација. Останува праксата на оваа власт за пренамена на овие капитални расходи во тековни расходи и покрај тоа што се укажува на тоа дека оваа пракса треба да престане, да се пренаменуваат средствата од нереализираните капитални расходи, бидејќи за сметка на тие нереализирани средства од капитални расходи би можел да се намали буџетскиот дефицит, а во исто време овие средства може да се пренаменат во некој нареден период за капитални проекти или пак да влезат во фондот за развој. Значи, сведоци сме на нереализирана патна инфраструктура за автопатот Кичево-Охрид, кој 9-та година поред не е направено ништо, дури сега планира оваа власт и да го раскине договорот, обвинувајќи ја кинеската фирма Синоходро дека е крива за тоа и дека неодговорноста е неизина. Понатаму, нереализирањето на автопатот Скопје-Блаце, па експресниот пат кој што треба да се надоврзе на Прилеп Битола, на автопатот Прилеп Битола, тоа е градско Прилеп и многу други автопати. Значи, оваа влада нема пари за автопати, нема пари за болници, се плаќаат пенали за коридорот 8 и коридорот 10, каде што нема ниту 1 метар раскопано земја, само се сликаат, кобајаги се пушта во автопатот, почнува со изградба, а се даваат многу пари за пенали. Благодарам. Благодарам.